Да на сите спортски работници им порачувам да остават настрана све она што е лошо, нека гледаат напред, нека размислуваат на тие деца и нека направат да спортот оди напред, зашто имаме голем потенцијал во ова наша преубава Македонија. Ла-Манш за мене беше една непознаница, искрено да ви кажам. Ми беше малку страв од приказните, ладно е ова, бранови, осека, плима, али по природа веројатно сум таква да се фатив за тој предизвик. Самиот тој канал е темен, мрачен, не е пријатен за пливање. Само да го погледате, па не е пријатно. И самата вода, друго е Охрид, друго е таму. Па не само Охрид, и другите води, али волјата и љубовта направија да морам да го издржам тоа. Наравно беа кризи многу големи, а најголемата криза која што ме затекна, тоа беше веќе пред целта. Знаете или не знаете, Ла-Манш е изузетно тежок, заради тоа што плимата и осеќата таму се многу големи. На 24 сати морето ви се повлекува по 200 метра и надоваѓа по 200 метра. И сега вие кога ќе пливате, ако случајно немате добар капетан, и ако дојдите и осеката ќе настапи, онда осеката ве повлекува наназад и никако не можете да испливате. Нажалост, и мене тоа ми се деси. Минатите 20 километри, Атина Војаджи веќе има 1 час предност. Ме прогласија за светски првак. Јас не верував. И ме однесува во хотел Палас и све тоа ме исчистија од таја ланолин и глицерин со што не мачкаат. Меѓутоа не бев свесна што сум направила. Тек после неколку дена сватив. Новинарите, тоа што го пишуваа, зашто тогаш бевме ипак една поголема држава Југославија. И така почна мојата кариера. Сакам да пливам. Да пливам. Најсигурно се чувствувам кога сум во езеро. Знаеш ли дека можам да го препливам цело во езеро? Сите не морате со пливање, меѓутоа има многу други спортови кои што ви интересираат. Покушајте и стварно ќе бидете многу задоволни со себе.